Благодарам, подпредседателке. Почитуван заместник министър за финанси, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Оливер. Во секој демократска држава постои буџет и ребаланс, но имате право да го критикувате ребалансот, затоа каков ребаланс да ви беше понуден на вас како опозиција, вие од вас ке беше неприфатлив. Тоа е стилот на секоја опозиција во секој демократско општество. Само критика и критика, што подолго да се зборува и да се земе времето. Давате голема критика на проектот Скопје 2014 година. Јас и порано ви кажав, дали тоа 2014, 2018 и 2020, тоа ќе се случише, колега. Покрај светската економска криза и големата рецесија, длабока рецесија, што Европа тоне, владата на ВМРО ДПМН и коалицијата, начело со нашиот премиер Никола Груевски и вице-премиерот Зоран Ставлевски, најдоа храброст и доблест да вложат во капитални инвестиции во самата држава, да го подигнат целото стопанство и да ја развижат целата економија. Зошто го зборам тоа? Ако не беше тоа, ќе беше крај за Македонија. Економија во колапс, пропагање на стопанството, затварање на фабрики, отпуштање од работа, социјални немири, мерки на штедење и што ли уште не. Но тоа вие го посекувавте, но не ви успеа. Зборуваме за Грција. Гледаме во каква рецесија. Еве, јас во кажете, вие уште кој од вашата партија, еве, да појдеме во Бугарија. Значи, ќе појдеме во домакинства, во администрација, во банки, во стопанство и ќе видиме каква е разликава од Бугарија, која е држава во Европска унија, и од Македонија. Ќе видите дека овде е подобро него таму. И за крај, колеги пратеници, морам и тоа да го кажем и пред македонските граѓани, чест и гордост е на ВМРО ДПМН што го имаме во своите редови господинот Зоран Ставлевски, таков експерт. Но за жал, кај вас, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, уште не можете да пронајдете таков експерт и во далечно време нема да го пронајдете како него. Благодарам.